Добре дојдовте. Вашиот опус главно е во ликовната уметност, филмот, видеото, стриповите, но и во поетското творештво. Од тука ќе ве замолам, би направиле ли куса рецензија на оние две спорни песни во стихозбирката Партиски вработена и Моите соседи? Па добро, тоа се, да речеме, еден вид на улична поезија која во голема мера личи на онаа современа народна, да речеме, поетика која изобилува со црн хумор, со мрсни вицови и така натака. Но индикативно е што се работи за државна организација, значи спонзорирана од владата. И тука има еден мал проблем, како тоа една ваква институција може да се дозволи, да речеме, да имплементира ваква поезија во таа збирка, но и тоа за мене не е никаков проблем, зашто јас од секојаш сум се борел против цензурата. Значи, цензурата е нешто најодвратно за творештвото. Јас сум можеби најцензурираниот уметник во Македонија, на сите времиња би рекол, имам преку стотина цензури. Тие углавном идат на политички план и на еротски план. Тоа е она што ги соблазнува, нели, тие што се арбитри, елеганторуми кои одредуваат што е тоа добра култура и добро творештво, а што не е. Во случајов мене тоа воопшто не ми смета, но проблемот е во тоа што се појавува една тешка хипокризија. Од една страна, тие луѓе кои, нели, беа некаков предвесник на промените во смисол на некаква насилно, нели, менување на власт, на некаква си псевдореволуција, тоа пише го гледам као квази-револуција, или како што ги нарекоа корпоративни револуционери, кои служат на одредени политички центри на моќ и нормално го одработија тоа што требаше да го одработат. Но исто така тие се бунеа против под наводници минатиот режим, дека наводно е цензурски ориентиран, дека нема слободи, па секој втор зборим беше слобода. Но сега кога конечно зацарија со системот и кога може да продуцираат одредени форми на уметност, нели, во случајот таа поезија што е издадена, одеднаш се појавува кај нив некакво кајање, некаква автоцензура, што сведочи за нивната хипокризија. Значи се работи за една тешка хипокризија. Значи од една страна ветува некој идеален анархизам во творештвото, па апсолутно лажно пуританство кое на некој начин кореспондира со вибрацијата на масите. Ако на пример народот реагира на нешто, тоа ќе го видат преку социјалните мрежи, како они заклокотуваат, се завручуваат, нели, стануваат масовни по некое прашање, тогаш они ретерираат и тука се гледа дека тие се опортунисти, дека се обични прагматични политичари без визија, без цел. Тоа што они го нудеа како бескрајна слобода на творештвото, нема ништо од тоа. Но исто така би рекол дека нема ништо од било што. Зашто не гледаме никаква креативна продукција. Поготово во архитектурата, во социјалната пластика, ништо не гледаме. Но добро, тие се безгрешни, значи не грешат, а не грешат затоа што не работат. Зашто човек кога работи ќе сгреши нешто, но кога не работи он останува безгрешен. Но нема ништо, нели? Има една голема нула која во основа е совршена, нели? Од некој аспект на барање грешки, нели? Некои формални грешки, екзистенционални грешки. Целото ваше творештво го пратат контроверзии, така ја доживуваат луѓето. Што мислам дека е добро. Иначе ако никој не реагира на тоа што го работите, како да не сте сработени ништо. Доколку сте издавач и имате финансиски средства, би го издале тоа? Па како приватен издавач, зашто да не? Дури видео уште по-сурови, по-екстравагантни, по-провокативни творби. Зашто да не? Например, народот има своја поетика, реагира. Тие две песни не се случајно настанати, тоа се реакции на една сурова реалност која настана последниве десетина месеци. Но тоа е, да речеме, нешто што би било во контекст на некое приватно издаваштво. Да. Но нема везе, ја кога би бил издавач на ова, би застанал за тоа и би го бранел. Би рекол, ете, тоа е неговиот став, тоа е неговата поетика, тоа се неговите внатрешни чувства на тој поет кој ги изнел
И тоа е тоа, што да правиме? Он е одговорен за тоа, не може да биде издавачот одговорен за неговите Рековте, мисли. доколку вие сте го издале тоа, дека би застанале во негова одбрана. Како ви звучи тогаш обидот на Агенцијата за млади и спорт, која вели се оградуваме од тоа што веќе го издадов? Чиста хипокризија. Значи, тука испливува на површина нивната дволичност. Тоа дека никогаш не се бореле за слобода или за укинување на цензура, туку се бореле за власт. Тоест, нивните господари или газди, како сакате, дојдат на власт. А употребија реторика која не баре покажува на сцената една нова револуционерна, слободарска, авангардна групација луѓе кои се незадоволни од стегите на режимот и сакаат да го пробијат тоа и да воспостават на чиста слобода, една идеална анархија. Но ништо од тоа затоа што се опортунисти. Нема трошка од анархизам и тој анархизам што го манифестира е корпоративен анархизам, платен. А таков анархизам не бидува. Не е соодветно споредува, меѓутоа ќе ме разберете што е кубизмот на Жорж Брак, на Пикасо или поп-артот на Енди Ворхол се еден вид иронија кон високата уметност. Не сакам во тоа време. Не сакам се во тој ранг да ги ставам овие два обида за поезија, меѓутоа има ли некоја врска, незадоволство со трендовите во уметноста во некаде? Гледајте, ваква поезија се појавувала ова е обид за поезија. Одавна, ова е обид за поезија. Не, ова се појавувало уште почеток на векот ваква поезија. Ние имаме, мислам, секако на многу повисоко стилско ниво, е простачко, популистичко ниво, но зборам сега за укинување или неукинување на слободата, цензурата и нецензурата. Од друга страна, тие вехементни, авангардни правци, тие почетоци на високата модерна, што ги спомнавте, да речеме, пред се кубизмот, а потоа веќе поп-артот е еден вид аберација каде што веќе се врши една критика на модерната и според мене, да речеме, тие големи имиња на поп-артот како Енди Ворхол, Джаспер Джоунс или Раушенберг се всушност почеток на постмодерната. Кај нив секако дека има длабинска анализа на духот на времето, на цајтгајстот, но исто така и еден моќен сапорт од арт-маркетот во тоа време, поготово тие што биле, да речеме, еден вид авангарда на колекционерството, кои ја препознале новата уметност, а имале време, затоа што пред кубизмот веќе имаме некој вид антиципација на кубизмот, како кај Сезан, например, или да ги споменеме протоекспресионистите или постимпресионистите како Гоген или Ван Гог. Значи, тоа се све едни еволутивни состојби каде што полека уметноста се надградува, се изградува, нормално во еден револуционерен манир, секако дека имало отпори, имало негативни критики, имало и цензури, но караванот си оди, а кучињата лајат. Во случајот е направена помпа врз база на тоа што се работи за една институција и за политичка коректност, кршење на политичката коректност, која СДСМ се обидува да ја воспостави како таква, но од друга страна гледаме огромни некоректности, поготово на дело, како што е апсење на уметници, апсење на пратеници, и една стравовлада која едноставно е воспоставена. Значи, стравот е присутен. Страв од отпуштање, страв од одење во притвор, страв од инсценација на одредени кривични дела кои можеби не постојат, но додека вие докажете дека не постојат, ќе одрапате пола година или година у притвор. И тоа е механизам на репресија. Тука и гледате причините за односот, еве ти речем, на нас, кои сме нас, по заштита на личната комоција, за заштита на собствената екзистенција? Па секако, огромен дел од овој, така да го наречам, страв или индолентност или пасивност се должи на стравот. Се работи за страв. Стравот кој доаѓа емпириски, значи не е тоа предпоставен страв. Сега не биле 10 години на власт, изфрустрирани се до безсвест и ќе се одмаздуваат. Не е таков страв. Страв кој го гледаме како филм, како еден хиперреалистички филм кој се одвива на сцената, гледаме какви масовни апсења се случуваат. Нели? Има и механизам, има и нели, како што е СЈО, значи институции кои действуваат спорадично и кои го контролираат целиот политички процес со уцена, со закана. Генерално за состојбите во културата, забележувате ли некаков концепт на реформи кај на оваа власт?
Не, забележувам нула. Или барем ништо. обид за внесување некои нови вредности. Не, ништо од тоа не забележувам. Минатата власт беше отворена за сите можни уметнички дисциплини и уметнички гранки. Кај неа немаше никаква, да речеме, политичка преференца или дискриминација. Значи, сите што имаат добри проекти, па дури не толку добри проекти, но проекти кои имаат еден стандард, добиваа средства. И се даваше многу за културата и што е најбитно, со проектот 2014 се даде еден феноменален нов лик на градот. Од една селендра, од една паланка голема, прерасната и едноставно нерегулирана, се појави една метропола која навистина заслужува респект на овој балкански ниво. Но ете и тоа претрпе огромна критика и агресија исто така, тоа го видовме нели со шарените, со фрлање бои, со уништување, со механичко уништување на одредени објекти, како што беше фонтаната, нели запушување, правење милионски штети. И тоа покажува дека тие едноставно немаат креативен поттик во себе. Зашто да имате една креативна субстанца, една мотивација, инспирација, вие нема да бидете уништувач и рушител. Него ќе се докажете со креација, со творештво. Тоа ние не го гледаме, нити има обид за такво нешто. Зашто во градов има огромни простори, има многу шанси за такви проекти, големи проекти. Може би најдобро ќе беше и најфер за оваа гарнитура да излезат со еден свој проект, може би не така масовен и така окрупнет и така заокружен, но да речеме да одредат одредени координати и одредени простори каде што они би можеле со својата естетика да парираат на естетиката што минатата влада ја вообличи преку проектот 2014 и сега би го споменал еден наш голем архитект, нормално. Тоа е една колумна на еден архитект, тоа е Минас Бакалчев, иначе познати се како тандем со Митко Хаџипулја, според мене веројатно најинвентивните, најпотентните архитекти во Македонија, кои за жал не добија доволно внимание, а имаат феноменални проекти. Мислам, исто така, нивните дела се веќе познати пошироко и регионално и на европски план, учествувале во Биенале архитектонско во Венеција, дури награди имаат добивени. Значи, кај него во колумната, кај Минас Бакалчев, има една феноменална, значи една многу паметна теза дека не треба воопшто да се руши, туку треба да се гради. И на тој начин ние ќе добиваме нови и нови културни слоеви и ќе разгледуваме едноставно историјата или на уметноста или на архитектурата преку тие слоеви. Зашто контратезата негова беше ај сега да го срушиме Скопје 2014, па после да срушиме тоа минатиот режим што направил, па потоа да го срушиме тоа минатиот режим од Вардарска бановина, па османлиските зданија да ги срушиме, па да сравниме све што е од средновековието, па да уништиме све што е од антиката и на тој начин новата влада ќе може да се произнесе и да се покаже како една супер културна, супер творечка гарнитура политичка и креативна. Наспроти ова што го рековте за Бакалчев, дел од ангажираните, така ќе ги наречам во културата, критикувајќи претходната, величајќи сегашната влада, велат дека оваа влада заслужува пофалби затоа што не форсира, и сега морам да цитирам затоа што не се мои зборови, некакви измислени македонски вредности, ова извадено од една колумна, авторот подоцна ќе ви го кажам. Дали културата и идентитетот се политички неизбежни концепти? Па гледајте, културата и идентитетот може да бидат кохерентни, а може да бидат дисјунктивни, зависи на што се посветува еден автор како творештво, но идентитетот секогаш имплицитно ќе се појавува тука, дури да е исфрлен во орбита, па пак некои мемории, некои сеќавања, некои сентименти ќе се пројават во неговата поетика, во неговото творештво. Но овие ми се познати, ова се луѓе, ова се култур-трегери кои постојат веќе долго време на сцената, значи уште од бивша Југославија, ова се некаков тип на елита, која го дизајнирала културниот проседе во Македонија.
но ништо не направиле. Значи ништо не направиле, но и нивните тези, нивните елаборати се многу тенки, недостасува интелектуалност, искуство. Се гледа дека се прилично скучени и да сака нешто да каже, обично цитира затоа што нема свој став. Тоа се тие орденанси на ништожноста. Значи, нивната теза е ништо да не правиме, зашто на тој начин сме безгрешни. Ако работиме нешто, ќе сгрешиме, така? Да. Како што грешеше ВМРО во минатото, работејки толку многу. Дали слободата, која е спомнат секако врховен принцип во творештвото на секој уметник, го исклучува националниот интерес во културата? Тие мислат дека се некакви либерали. Они произлегуваат од една тоталитаристичка матрица, нели? Америка и Енглеска биче земја пролетерска, но потоа кога видоа дека тој концепт е пропаднат, сите се превртеа, нели? Тоа се едно мноштво од превртувачи кои цело време ја следат моќта и тука идат на баци рака, нели? Сега се однесуваат како да се некакви поголеми американци од американецот, иако се медиокритети во суштина и без визија, мислам никогаш ништо не направиле. А она што минатата влада го направи им забоде очи. Не е битно каква естетика е тоа, битно е дека тоа е една голема енергија, една голема продукција. А иначе во контекст на постмодерната се оди, anything goes, све проаѓа, па тоа е духот на постмодерната. Сите они се фолираа дека се некакви постмодернисти, се испадна дека се најригидни модернисти. Ако ВМРО-то, например, се хранеше со еден буржуаски сентимент, со буржуаскиот реализам и романтизам и неокласицизмот, кој е стандард за 19 век како естетика, овие се хранат со почетоците крајот на 19 и почетокот на 20 век. Заглавени се во модерната и не можат да мрднат од таму. Тоа им е како матрица. Инаку да се искрени во нивните ставови, како што нели лажеа порано дека се постмодернисти, ќе сватат дека све е дозволено, дека навраќање на минатото и користење на некои форми кои се карактеристични за некоја естетика од пред 200, 300 или 500 години, или пред 1000 или 5000 години, дури имаме кокетерија и со некоја праисториска уметност на денешен план, па конечно модерната во голема мера се инспирира и од праисторијата и од предколумбиските култури. Например, Пикасо бил одушевен од африканската примитивна скулптура, од Дордонја, од Ласко, од Алтамира. Например, оние бикови што се нели како пештерска уметност од Алтамира му биле парадигма за неговото сликарство. Исто во Франција. Тука е тој дел Јужна Франција и Северна Шпанија, каде што имаме уметнички артефакти на многу високо ниво од пред 25-30 години, што е фасцинантно, што е единствено нешто во Европа. И тука може би да ги ставам, да речеме, овие пронајдоци ситна пластика што се го врлева од пред 10.000 години Адам, кој делува како некој преисториски Микеланджело. Која е улогата тогаш на историјата на уметноста, ако кое било уметничко дело можеме од една куса временска дистанца да го оцениме како добро или лошо? Па тешко може од куса историска дистанца, иако се создаваат величини. Да, историјата на уметност е една верификација, како и историјата, нели, како политичката историја која просудува од дистанца, она ги гледа енергиите и може да извлече консеквенции. Истото е и за историјата на уметноста. Например, во Лувар имаше политика да не може дело кое е помладо од 100 години да влезе во таа збирка. Значи треба духот на времето, критиката на времето да види дали тоа дело ќе сублимира за да биде нели ставено во тој храм на уметноста или не. Но кај нас тоа нормално иде, па не само кај нас, на светско ниво, затоа што имаме разгранети медиуми, затоа што секоја гарнитура интелектуална, креативна, како сака да се афирмира. Тоа го има сега и кај нас, но проблемот е што нема дела. Значи нема дела, а има желба, например, да се создадат културни или уметнички творечки величини, токму од овие култур-трегери кои делуваат уште од почетокот на 80-тите. И сега тоа се еден вид авети, кои сакаат да бидат млади, нели? И создадоа една неверојатна, идиотска по мене програма за култура, која ќе сублимирате, испеѓате дека се работи за култура, чиј главен концепт е шише вино, гитара и на плажа. How many roads must men pass on?
Before he sets his free. Боб Дилан, така некои такви. Знам, А може и повеќе Бајага, глас. нели? Може и Бора Чорба, све е. За нив Бора Чорба, мислам дека е најсоодветен. Поразбили. Да, поразбили. Поблизок им. Поблизок. Министерот за култура Ала Ѓозовски неодамна во Давос изјави дека го поддржува концептот на културна изградба. Ова е некој нов термин во културата, кој подразбира културна изградба во поширока општествена смисла. Einstürzen den Neubauten. Тоа му изгледа влегло. да. Градителите на новата градба. Тоа може да и метафорика некоја. Некој нов термин. Да, може би Значи, мисли и во на некоја архитектура, и во виртуелна... архитектурата, и во заштита на животна средина. Гледаме и дека така кај нив натаму. тоа има конотации на виртуелност. Значи, ништо конкретно, нема артефакти, една спекулација, дружење, вие сте добри, ние сме добри, се разбираме, браке и сестри сме, it's okay, така. Тоа е нивната култура. Nothing, нула, nada. Уред, тогаш спротивно на ова култура на изградба што сега спомнав, по некоја аналогија доаѓа култура на рушење. Тоа тука им иде. Што ги тера луѓето на деструкција? Фрустрација, неспособност, немање визија и голема злоба која се натоложила поради тоа што не биле прашани или не биле битни фигури, не биле релевантни, нели, личности апропо културните процеси во Македонија, но тие се одавна нерелевантни. Значи, би рекол уште од 80-тите, крај на 80-тите се тотално нерелевантни, но ете, они се упорни, се држат, нели, меѓу себе како некаков клан. Тука игра оголемна улога непотизмот. Се, ако го анализирате, ако ја анализирате таа мрежа која они ја воспоставиле, ќе видите огромна доза на непотизам. Они се влечат едни други као свински црева. Меѓутоа, тоа е па и дел од нашиот менталитет. Но рушењето им е вака еден вид на голема еуфорија, еден вид романтизам. Значи, они кога рушат, они мислат дека го ослободуваат просторот од кич. А тие поима немаат што е кич. Еве, например, најголемиот, моментално најизвиканиот ликовен уметник Демјан Хрст работи со кич. Или Джеф Кунце. Работа им е кичот. Они работат со кич и создаваат нови филозофски или естетски аспекти од кичот. Времето е кич. Но тие живеат во некој модернистичко време. Останале во 60-ти. И таа програма многу личи на 60-ти. Исто така на концептите кои се појавија 50-тите, 60-тите од така наречени алтернативци, контракултураши, нели, кои произлегуваат од одредена филозофија на контракултурата, на неконвенционалноста, на хипизмот. Тука да ги спомнам Фром, да речем Маркузе и така други. Левичарски утописти би ги нарекол, кои едноставно има голема улога на хипе движењето, па нивната уметност личи, или концепција за уметност личи на хипи, но тоа е поминато одавна. Хипиците, например, во последната фаза се претворија во неолибералисти. Во луѓе како што е Клинтон или како што е, не знам, Подеста или некои такви типови, нели? Хардкор неолиберали, нели? Или неокоми, зависи ако ретардирале во идеологијата. И уште малку време го спомнавте рушењето. Во рамки на преиспитување на се што направила, се што создала, изградила минатата власт, актуелната влада сега се насочи кон Музеот на македонската револуционерна борба. Прашањето ми е, постои ли реална потреба или станува збор за идеолошки мотив со оглед на објаснувањето дека комисија, мислам дека е формирана од Министерството за култура, ќе се бави со општествената оправданост на постоењето на Музеот на борбата? Па гледайте, самата посета на тој музеј и вибрацијата што постои меѓу народот покажува дека тоа е оправдано. Тоа е еден историски музеј, тој не претендира на некаква естетика. Она што е тамо е некој буржуаски реализам или соцреализам. Кој пак, истите овие, нивните предходници, кога станаа модернисти, нели превртувајќи се од соцреалисти станаа модернисти, го уништија целиот соцреализам кој постоеше во Македонија, а во кој партиципираа корифеите на македонската уметност, како што се Мартиновски, Личеновски, Коџоман, Пандилов, Владимирски и така натака. Значи, тие големи уметници создаваа 10 до 20 години соцреализам кој сега го нема, скриене негде.
За куриозитет ќе ви кажам една приказка која се случуваше негде 90-тите, кога беснееше граѓанската војна во бившата СФРЈ. Значи, одеднаш сите тие портрети на Тито, сите соцреализми влегоа во некакви подруми, беа исчистени од институциите поради надоаѓачкиот национализам, кој ги опфати како сентимент тогаш владеачките структури. Одеднаш дојдоа музеолози од Британија, од Америка, и баш по тие подруми го купија целиот соцреализам, сите тие Титови портрети, сите тие партизански сцени и си ги однесоа во нивните музеи. За 50, за 100 години веќе нема да има некоја референца, некоја негативна референца на тој период. Ќе биде исто како некој период од историјата, како што секој период има своја битност и своја живост, нели, која ќе се анимира низ приказката на историјата на уметноста, низ тој наратив. Тогаш тоа ќе бидат уметнички дела кои биле создадени во тој период. И како тој го нема на Западот, тој соцреализам, туку е карактеристичен за Евроазија, да речеме, за социјалистички блок земји, тој ќе биде за нив исто така еден сегмент многу битен. Како што исто денеска станува битна нацистичката уметност која се правела за време на Третиот рајх. Таа била осудена со децении, скриена, но сега полека тие дела се појавуваат. И добиваат чисто историска, ослободени, исчистени од таа идеолошка предложка, која веќе нема никаква политичка функција во реалноста, тие стануваат дела кои попунуваат еден историски простор. Истото тоа се однесува на нашиот соцреализам, но се однесува и на музеот на ВМРО и се однесува на една појава која се случила, е позната како проект 2014, која има огромна продукција и сликарска, и скулпторска, и архитектонска. Во тој смисол, наместо да речат, окей, ова е направено овие 10 години, голем труд и средства се вложени, тоа ќе го зашчуваме, но ние, со тие што гравитираат околу нас, уметници, скулптори, архитекти, ќе почнеме нов проект. И добро е да се почне нов проект, зашто на тој начин ќе им се дадат работа на уметниците, кои во оваа средина без арт маркет вегетираат, значи како риби на суво се. И второ, ќе се создаваат културни слоеви. Повторно да се вратам, нели да се навратам на колумната на господинот Минас Бакалчев. Една многу разумна, многу паметна цивилизацијска колумна, која повикува на толеранција и креација, а не на рушење и понатамошни конфликти во општеството. Имам само едно подпрашање, не сум сигурен дали добро го разбрав. Споменувајќи ги Пандилов, Томо Владимирски, Лазар Личеновски, Мартиновски, пак не сум сигурен дали ве разбрав. Треба ги негираме тоа, да го негираме тоа што тие го создале? Не, апсолутно, да се афирмира. Значи, тој дел што они партиципираат во модерната и пред Втората светска војна, они се појавуваат како модернисти, но негде од 45-та до 60-тите, крајот на 60-тите, они функционираат како соцреалисти, партиципираат во тоа општество, така ново општество, и ги величаат и револуцијата, и социјалните промени, и животот во тој период. Но тоа све е скриено од таа гарнитура која доаѓа после нив. Нормално тоа што они работеле како експресионизам и постмодернизам, тоа не е скриено. Но соцреализмот е скриен. Социјалистички е да. Но тоа треба да се извади. Прво, треба да се направи музеј. Ние немаме музеј на националната историја на уметност. Ако мислат дека на Калето музеј на современа уметност е некаков музеј на националната уметност, тоа е интернационална уметност. Тука имаме преку 3 и кусур илјади донации од врвни светски уметници. И тој треба да се прошири, тој е многу мал. Тоа е простор за еден уметник, например Мазев. Да биде изложен Мазев со неговото творештво, тоа би било отприлика окей, или Личеновски, или Мартиновски. Но вие да покажете една историја на уметност национална, вам ви треба навистина еден сериозен музеј, каде што ќе почнете од 19 век од Папрадишки, од Зографски, и ќе завршите со денешните уметници, постмодернистите. Или некои што функционираат како така. Само за крај, Станковски ме интересира, дали власта во делот на културната политика, ако ја има, покажува способност или неспособност за перцепција на реалност? Па изгледа дека секоја власт, кога малце ќе заседне, губи чувство за реалност. Че губи, но во контекстот на тој аутизам, на тој свет автентичен што се формира во контекст на таа власт,
може да биде продуктивна или да биде непродуктивна, може да биде конструктивна, може да биде деструктивна, може да биде творечка, може да биде уништувачка. Во минатиот период, тие 10 години, ја видов и покрај таа, да речеме, затвореност, имаше чувство дека треба, нели, што вика Мао Цетунг, да цветаат сите цветови, така да немаше закрчување на манифестација на алтернативната уметност на андерграундот. Напротив, тие добива буџети. Издадени се скарадни дела, провокативни дела, многу попровокативни од овие песнички. Но правени се и мејнстрим дела во манирот на така наречена граѓанска уметност. Кога, например, левицата ламентира за некаков граѓански концепт, можеме одма да го преведеме во буржуаски концепт, зашто граѓанинот е буржуа, така на француски. Но тие не смеат да кажат буржуаски концепт, зашто ќе се судрат со нивното минато, кога, нели, цела нивна идеолошка реторика беше усмерена против буржуазијата. И сега имаме тука цел еден сплет на околности и мислам дека тоа нив ги блокира. Таа какафонија идеолошка што им е у главата, значи говори се ових дана са радио Техерана, Америка и Англеска биче земја проветерска, до едно постилање како теписи на американската моќ и станување, метаморфирање во апсолутни слуги, извршители, трабанти,